Горан Груевски и Никола Бошковски вчера се уапсени на аеродромот во Солун со лажни пасоши кога сакале да заминат во земја од Европската унија, дознава нова од полициски извори. Груевски и Бошковски се фатени во група со уште 4 други со лажни бугарски пасоши. Од 6 мината само Груевски и Бошковски се барале со меѓународна потерница и со нив се занимава грчкото разузнавање. Процедурата и целата постапка за екстрадиција би можела да трае од 3 до 8 месеци во зависност дали ќе има жалба. Видеоснимка од мобилен телефон е спротивна на тврдењето на полицајецот од Свети Николе, кој во делот медиумите се прикажува како жртва и тврди дека бил придепен од активисти на СДСМ. Снимката до Нова ТВ ја достави сведок на инцидентот кој се случи во неделата по гласањето. Според снимката, за која полицијата тврди дека е веродостојна, токму полицајецот е тој кој што тепа неколку лица со боксови и клоци, а сведоците околу вознемирени бараат помош од нивните другари. Полицијата исто така потврди дека лицето во црвена мајца кој тепа неколку луѓе е полицајецот ОЦ од Свети Николе, за кој е отворена истрага. Каталонскиот претседател Карлес Пучдемон го информираше утрина во шпанското раководство дека Каталонија не прогласила независност, но дека тоа ќе се случи ако Мадрид продолжи со репресијата кон регионот и ако ја одземе неговата автономија. Констатирајќи го одбивањето на Пучдемон да одговори на барањето на владата, таа соопшти дека го активира членот 155 од шпанскиот устав и со тоа процедурата за одземање на автономијата на Каталонија започнува. Тоа ќе биде преседан од усвојувањето на шпанскиот устав од 1978.